Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е долгогодишниот туристички работник Ангел Иванов. Господин Иванов, Државниот завод за статистика бележи зголемен број на туристи пред се странски. Како вие ја оценувате овогодишната туристичка сезона? Да, дека има некој зголемување има, но мислам дека не е толку драматично, но има. И оваа туристичка сезона веројатно ќе ја процениме на крајот на овој месец или во септември. Мислам дека е подобра од минатата. Тоа е барем охрабрувачки, убавото, но оваа година, за жал, е година на тероризмот и на туризмот, кој оваа година не само што некогаш идеја паралелно, туку некогаш и се вкрстуваа. Се разбира дека и тоа влијаеше на овие зголемување или намалување во туризмот, но се надевам и мислам дека е подобро од минатата година, што за нас е утеха, но не е некоја сериозна поместување. Македонија се најде во некои реномирани странски списанија. Дали рекламите по странските медиуми за промоција на земјава дадоа резултати? Па видите, мене ми годи, јас многу често гледам CNN, за да се информирам пошироко, и ја гледам рекламата на CNN и ми годи, како туристички работник и како македонец, но убавото е, во рекламите има две нивоа. И рекламната кампања и онаа корист која евентуално ќе дојде од неа. Она е првата, кампањата за реклама, да се чуе и види за Македонија. Мислам дека е во ред и мислам дека е добра, но ефектите веројатно не се оние што си ги посакуваме и кои веројатно до сега се добиени. Но во секој случај позитивна кампања. Лани конкретно имало 816.000 туристи, од кои 485 биле странски. Задоволителна ли е оваа бројка? За Македонија да, но за околните земји на Балканот не. Овие цифри не се олимписки, овие се локални мерки, македонски мерки, кои ако се пофалиме во една Бугарија, јас бев минатата недела и видов дека во Бугарија дошле над 1 милион туристи, грци, и обратно, бугарите отише над 1 милион во Грција. Такви цифри, ако ни се случат на нас, тоа е веќе интересна бројка и цифра, но сепак е некое поместување нанапред, но во балкански размери не е некое чудо. Колку туристи би ни требале, еве, например, за да кажеме дека имаме успешна туристичка сезона? Мојот сон, посакување, кој веројатно нема да ги остварам во мојот работен век, се 2 милиони туристи. 2 милиони туристи дневно во Прага влегуваат и во Париз. Дневно. Јас би посакал годишно, но тие се мечти кои треба да се исполнат, но на кои влијаеме сите. Не само ние од туризмот, туку целата држава и вие и сите. Веројатно наскоро ќе се остварат, но може би не во првото петолетие, ќе ни треба време. Бидејќи, знаете зошто? Конкурираме на сериозен пазар во светот. Невидени, јас многу пати употребувам зборот, како струга има друга. Да знаете какви струги има во светот, кои на нас ни конкурираат. Ние не сме ги виделе и мислиме дека сме меѓу поубавите во светот. О, не. Една Тоскана, ние имаме Кратово. Но сите знаат за Тоскана, не знаат за Кратово, бидејќи Кратово е интересна приказка која треба се доврши. Сметате дека не се довршени приказните? Ни недостасуваат многу финеси, многу работа, многу некои нешта се оставени за утре, а тоа утре тече со децении. Тука е нашата слабост. Знаете што е разлика меѓу Мерцедес и Југо? Повеќе труд и ум е вложено во Мерцедесот. А истиот е направен од тенекија и едниот и другиот. Колку овие странски туристи би ја посетиле повторно Македонија? Па видете, да се вратат повторно назад е малку, може би, неостварена желба. Има многу причини да се вратат и многу причини да не се вратат. Светот е преголем и секој се амбицира да посети друга точка. За да ги прескочи Малдивите да дојде во Македонија, треба да има сериозна причина. Мислам дека сепак се движиме
и сме присутни. Знаете, на туристичката берза во Берлин, оваа година беше 50 години, присуствува над 200 земји. Што значи конкурираме меѓу 200 и то сериозно познати и присутни на туристичкиот пазар. Така да враќањата се само можеби една желба за мал број туристи. Најголемиот број од туристите се од регионот, Турција, па потоа Србија и Грција. Како да ги привлечеме туристите од останатите земји? Па веројатно со кампањи и со труд за она што ни недостасува. Ви реков, сите чуле за Тоскана, многу малку за Кратово. Кратово е интересна приказка. Навистина го охрабрувам и Кратово и се што се прави во него. Но треба да се довршат некои работи. Знаете, не можете вие до Кратово да патувате 1,5 час, да се вратите во Скопје 1,5 час, да одите до Охрид за 3 часа, од Охрид до Свети Наум за... И вас ви треба една недела да ја посетите Македонија. А во светот за една недела цела држава се посетува и тоа грамадна. Значи инфраструктура и многу нешта кои недостасуваат во моментот во Македонија. Според статистиката, најпосетена дестинација е Скопје, па потоа Охрид и другите езерски места. Зошто тие го губат приматот? Па видите, Скопје доби некоја интересна кампања и стана интересен, бидејќи луѓето сакаат да посетуваат градови, така наречените сити тури се популарни и се дојде сепак е на раскрсница, не е оддалечен некаде, сепак е на раскрсница каде што и освен тоа има бројни линии кои го поврзуваат сега веќе ако не со светот, барем со Европа. Пред некој ден имав англичани кои дојдоа во Македонија за 7 дена и беа, ајде да речем, одушевувањето беше во тоа што не го очекува тоа кое си го замислувале. Замислувале помалку, но добие повеќе. Ние сме веќе на раскрсница и конечно на таа раскрсница ставаме сообраќајни знаци и аеродроми и луѓето доаѓаат. А тоа е една основната причина некој да дојде, ако имате инфраструктура каде и со што да дојде. Повеќе патувања со автобуси, со возови нема. Значи добар е акцентот што имаме добар аеродром, добри фреквенции и се разбира сега се понови авиолинии. И тоа го прави Скопје, ајде да не речеме еден европски, ама можеби балкански интересен центар. Министерот за економија најави развој на спа и велнес туризмот. Колку државата вложува во туризмот? Па во туризмот вложуваат стопанствениците во моментот. Државата го поттикнува тоа. Таа најава ја прифаќам како најава, но да ја видиме или да се очекаме како ќе биде како реализација. Сигурно е интересна амбиција, ја поддржувам, веројатно секој од туризмот ја поддржува, но се уште во моментот е најава. Ако стане реалност, ќе бидам среќен. А веројатно и нашите гости, што ќе доаѓаат во Македонија. Дали државата доволно го поттикнува туризмот? Да, работи на тоа го поттикнува, што до сега не било пракса во Македонија. Мислам дека се свати дека туризмот во светот е трета индустријска гранка. Дека од него може да се живее. И тоа поширок круг на луѓе, не само оние што се бават со туризмот. И го охрабрувам тоа, бидејќи ако е во светот трета индустријска гранка, зошто во Македонија да не е петта индустријска гранка, од која ќе живеат многу луѓе. Здравствените институции објавија случаи за неисправна вода за пиење и за капење на места кои се туристички атрактивни. Колку тоа може да си го дозволи земја која што сака да се најде на туристичката мапа? Тоа е драматично, тоа не е во ред и треба подитно да се работи на темата и искрено, не само подитно, значи да не се прикриваат податоците, да не се прикрива вистината. Јас многу пати сум замерил фрлањето на крстови во Вардар, кој е исклучително нечиста река. Значи, треба да внимаваме. Ние имаме убав амбиент, убави реки, убави планини и треба да внимаваме на нив. Тоа е дар од Бога, а тој дар не сме да се занемари и навистина многу сериозно треба да се работи околу хигиената на туристичките комплекси и места, но и водата која е
причина заради кој доаѓаат некои од туристите. Се користат ли доволно потенцијалите кои што ги нуди Македонија? Во смисол? Во смисло туристички аспект. Па сега ќе видиме според резултатите што ќе ги покажеме во септември, веројатно ќе се обработат, мислам дека е задоволувачки за македонски стандарди. Порано јас, моето работно искуство беше во Југославија, тоа беа јуд стандарди, тоа беа многу подраматично големи од овие, но сепак и овие се некои задоволителни за наши услови. Мисле во смисла на, не знам, искористување на потенцијали кои досега не се искористени во развој на туризмот како алтернативниот туризам, планините ги спомнавте и слично, во таа насока. Да, веќе влегуваме ние во, ајде да речем, светската мода, има параглайдери, има планинари, има бициклисти, има селски туризам, што досега не било пракса во нашето работење и мислам дека е во ред конечно и ние да го пратиме светскиот тренд. Тоа што се случува во светот, може да се случува во Македонија, а па во Македонија има причина тоа да се случува. Храбрувачки е што ние, како територија, како држава, се наоѓаме со, можам да речем, туристички велесили на Балканот. Има од кого да се научи, има од кого да се препише, но тоа треба да се прави брзо. Тоа што светот се движи побрзо отколку што се движиме ние. Една Грција е Кинг Конг во туризмот, да не ви ја споменам Турција, а што би рекле за Бугарија? Едно Банско има 15.000 хотелски легла, колку што има цела Македонија. На потегот Сончев брег, Несебар има 200.000 легла, од 1 до 5 звезди. Имаме од каде да видиме и од каде да препишеме, но тоа треба да се прави брзо и умно. Тука е тајната, односно олеснителна околност за нас. Не треба да одиме во Америка, во Австралија, да видиме како се прави туризам. Нашите, додека ние разговараме, половина Македонија е во Грција. 1/3 е во Бугарија, 1/4 е во Албанија. Има од кого и каде. Замислете една Албанија, која беше земја на милион бункери, сега е земја на милион хотели. Се отвори, се работи, се движи. И незиниот промет се брои во милиарди евра, не во милиони. Има од кого да препишеме, а ако сакате малку и да завидиме. А кога некому завидувате, гледате да го надминете. Тука јас би оставил акцентот на нашите соседи, од кои има што да се препише. А сакаме ли да препишуваме? Споро, многу споро. Многу споро. Знаете што јас и во праксата и во искуството, 43 години, мислам дека ние сме малку мрзелива земја и мрзелив народ. И тоа не движи споро. И нема влада која ќе не разбира, треба некој навистина да дојде на сила, да не тера да работи. А видете што се случува во околните земји. И таму платите не се американски. Но луѓето работат. И тоа ги движи напред. Одушевен сум од Албанија, до која до вчера не сакавме да одиме, да помислиме. Бугарија е невидена приказка. За Грција да не ви кажа. Знаете што болно е, ова мораме да го споменеме, болно е Македонија од север до југ, нели, во трансверзалата Македонија-Грција, минуваат 2 милиони туристи во сезоната од 2 месеци. По еден фишек семки да им продадеме, ќе ни требаат увоз на семки. Немаме намера, немаме причина да ги зауставиме некаде кај градско или попатно со ладни лубеници, со ладни дињи, со ладно грозје, со свежо одседен сок. 2 милиони туристи, не сакајки, проаѓаат во Македонија. Да може да ја прелетаат, би ја прелетале. А имаме начин да ги задржиме. Тоа е сериозна бројка. Ова е што си ја посакуваме ние. Нели рекол 2 милиони туристи годишно посакуваме. А 2 милиони влегуваат во Македонија. И излегуваат. И понекој од нив се разбира гинат. Не е во ред. Мораме да се трудиме
Не секогаш причина за трудот се платите, парите и тука се изговор. Верувајте дека многу победни се платите во Бугарија и во Албанија. Но работат луѓето. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам на вас за интересот. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Се гледаме.